Денеска се уништуваат неексплодираните убојни средства пронајдени во подземното складиште кај Моин Гевгелија. Со коњи се превезуваат од складиштето до местото каде што ќе се уништат, бидејќи теренот е непристапен и нема услови да се пренесат на друг начин. Моментално самиот терен е таков да на друг начин не може таму да се достави. Самиот терен каде што се наоѓа е непристапен. Примерно хеликоптер не може да се спушти, значи, а пешки на грб да се носи количина од 80 до 100 кг експлозив е невозможно. Сепак, движењето од село Моин до таму во еден правец е 2 часа пешки. Значи, сепак самиот терен е многу непрооден, а пред 105 години таму е изработена таа позиција и се е рачно работена. Значи, местото се вика крш, карпесто и во тие карпи се ископани ровови со обреќајници, тоа е се работено рачно. Пиротехничарите во Дирекцијата за заштита и спасување речиси секојдневно добиваат повици за новооткриени гранати во југоистокот. Митро вели дека ги има насекаде, и во куќи и дворови, па и училишта. Без некоја поопсежна акција, значи потребна е опсежна акција, барем за крупните количини на средства што се знаат, кај што имаме концентрирани средства од по 50, 100, 200, 1000 парчиња на место, без таква акција ние при секојдневно наоѓање, значи уште 100 години секако. Еве веќе 105 години тие средства од Прва светска војна, ќе видите на сликите, јас што бидејќи не може да стигнете до таму да ги, тоа се како нови, буквално се нови и тие ќе бидат активни уште 100 години. И средства до сега што ги наваѓаме, сите тие средства се исправни. Во последните 15 дена само на тој регион имаме пронајдено 30 средства во 15 различни интервенции. Пиротехничарите покренаа иницијатива со која бараат законски измени за поправедно да им се регулира статусот. Во моментов во Македонија има само 7 пиротехничари, а најмладиот од нив е на околу 50 годишна возраст.